Темата на која размислував оваа сезона, додека се спремав за фестивалот, беше над сите бури и неминовно ја обработувавме. Тоест има две бури кои се запишени во Евангелието според Марко. Океј, не слушате се? Добро. Има две бури кои се запишени во Евангелието според Марко во 4 и во 6 глава. Она за која јас го обработував текстот на Марко 6 глава, каде што сега ќе ја прочитаме и ќе видиме зашто се работи. Реално во време во кое сега што живееме ние, сите ние доаѓаме се наоѓаме во одредена бура во животот. Се соочуваме со одредени прашања, со одредени предизвици, без разлика дали тоа ќе бидат некои лични или ќе бидат внатрешни или однадвор доаѓаат некои предизвици, се соочуваме со бури. И верувам дека темата која беше одбрана за овој Срцокрет фестивал кој се случува во Хрватска беше на место и реално беше тема која ми беше потребна и на мене. Иако јас ја проповедам, обично на млади проповедници или на почетници во проповедањето, ги охрабрувам дека да им кажам дека додека спремате проповедта, на некој начин проповедта не ја спремате за другите, ја спремате за другите, ама не за другите, туку проповедта која проповедате треба прво вас да ве измие, да помине преку вас. Бидејќи тоа е едно, англиски се вика soul searching, тоа е едноставно дозволете на Свети Дух на вистина на вас да ве испита, да ве измие преку овие зборови кои доправо ќе ги кажете за другите и ќе бидете на благослов за она што Господ има да го каже и за другите, но први за вас. Така да и ова проповед не може да биде порелевантна од ова што сега го зборувам за мене, но верувам дека ќе биде тема и ќе биде подкрепа за сите нас. Ќе читаме Евангелието според Марко, 6 глава 45 до 51. Ќе ве замолам да станете да го читаме Евангелието, тие што можете секако. Значи Марко 6 глава 45 до 51 вели вака. И веднаш ги натера своите ученици да влезат во коработ и да отидат пред него на другата страна кон Витсаида, додека тој го распушти народот. А тој одделувајќи се од нив, отиде во гората за да се помоли. Кога се стемни, коработ беше среде морето, а тој сам на копното. И ги виде како се мачат веслајки, зашто ветрот беше спротивен. А околу четвртата ноќна стража дојде кај нив одејќи по морето и сакаше да ги одмине. А тие, кога го видоа како оди по морето, помислија дека тоа е привидение и почна да вика, зашто сите го видоа и се уплашија. Тој веднаш почна да говори со нив и им рече: бидете храбри, јас сум, не плашете се. И се качи кај нив во коработ и ветрот стивна, а тие беа силно запрепастени во себе и зачудени. Амен. Може да седнете. Хрватскиот превод, како Исус им се обраќа на апостолите додека тие се плашат за нивниот живот, е: расположите се. Јас сам, не бојте се. И кога го читав овој, се не знам точно што значи тоа во хрватски, дали се кажува само во моменти кога си уплашен да се расположиш, ама на нашиот јазик расположи се, кога веќе умиреш од страв. Сикам изгледа Исус имал смисол за хумор, да ги зафркава малце. Доаѓа ги гледа како дух стои пред нив, Исус ќе тебе расположите се малце, не се што се зафркавајте. Додека размислував за тој фестивал и на тие млади деца дека ќе им зборувам таму, знам дека се соочувам со генерација која допрва ќе ги поставува големите животни прашања. Допрва ќе поставува прашањата, иако и сега се соочуваат за прашањата за смислата на животот. Тие прашања кои едноставно надвиснуваат малце потешко. За мене овој текст е многу посебен текст, затоа што пред многу години, пред отприлика 20 на години, јас бев на една конференција и таму имавме така интензивно читање на Божјиот збор и таму за прв пат ја искусив таа така наречена трета димензија на Божјиот збор. Знаете, кога ја читате Библијата, кога стоите ти и Библијата и кога ја читате, имате текстот пред вас и го читате текстот. И ги читате сите тие прекрасни работи кои се запишени таму, ги читате тие приказни, но таа на трета димензија е моментот кога Бог ти зборува тебе лично. Го читаш текстот и знаеш дека Господ сега на тебе ти зборува преку овој текст. Јас пред 20 на години, јас пораснав во црква, ама пред 20 години за прв пат го искусив
тоа да едноставно одреден текст на вистина зборуваше за мене лично, дека го осети дека Господ сега мене ми го кажува тоа. Иако јас до тогаш ја читав Библијата од сите тие причини кои сум ги слушал во животот, дека е добра, дека е Божји збор, дека има добри упатства за животот и така натаму. Но тоа е тоа. Верувам дека Библијата има таа моќ. Иако ја читам сега и ја читам ова општа приказна која и вие може да читате. Верувам дека Господ на вас преку овој текст сега може да ви зборува лично. Во што и да се наоѓате сега, Господ да ви зборува. Што прочитавме до сега? Во овој дел ние се наоѓаме заедно со апостолите на едно крстарење. Не е крстарење како тие големите јахти, бевме во Сплит со Фани, сега поминавме и ги видовме тие големите јахти на богатите луѓе. Што да ви кажам? Значи огромна јахта, убава, има персонал таму што ја одржува јахтата, прекрасно изгледа, кој знае колку убаво се плови со таа јахта. Тоа не беше едно крстарење кое беше како крстарење по Карибите или по Јадранот или по Средоземното море. Тоа беа чамчиња мали, кои тие искусни рибари ги користеа да ловат риби. И тоа што е интересно е дека тоа не е all inclusive патување на кое тие се пратени. Тие се пратени од Исус до на другата страна од морето. Не знам зошто се пратени, зошто Исус остана на копното, тоа пишува дека Исус остана на копното да го распушти народот. Да ќе видиме каде се случува ова случај. Ова се случува на место каде што Исус ги нахранува 5000 луѓе. Значи тоа е огромна толпа. Тоест тогаш се броеле само мажите, нажалост, се верува дека имало над 10.000 луѓе таму, кои биле присутни. Кои Исус ги нахранил сите со 5 леба и 2 риби. Додека апостолите си заменуваат со чамчето, Исус ги кажува одете таму на другата страна, ќе се најдеме таму. Исус останува на копното и тие одат, послушни се. Исус го распушта народот и оде да се моли во планината. Како што кажав, не знаат зошто одат на другата страна, едноставно знаат дека Исус ги праќа. Тоа што требаше да биде како една обична рутина за тие искусни рибари, станува борба за својот живот. Тоа беше нешто кое тие го правеа секој ден. Тоа беше како превозно средство кое тие го имаа. Одеа од едно на друго место со тие чамчиња. Тоа беше за нив рутина, но сега од никаде се појавува бура и тие почнуваат да се борат за својот живот. И додека го читав овој текст, едноставно ми текна дека реално бурите во животот така и се појавуваат. Се појавуваат од никаде. Дури и да знаеш дека доаѓа некоја животна бура, дури да биде најавена некоја животна бура и да очекуваш, кога ќе се појави животната бура, таа е тешка бура. Секогаш е предизвик да се поминава преку животот, низ тоа море на животот, затоа што самото море, само самиот живот носи бури. Никогаш не е добро да се најдеш во бура, дури кога имаш само доверба некоја која ти е на 100%. Само доверба ти е на 100%. Сигурен си во себе, во своите способности. Кога ќе се појави бурата те предизвикува до крај. Понекогаш животните бури доаѓаат, тоа што е интересно, доаѓаат после најголемите победи. Интересно е дека текстот, како што кажав, кој му претходи на бурата е хранењето на 5000 луѓе. Јас само може да замислам колку голема победа тоа. Замислете, вие сте таму со една огромна толпа, апостолите во тој момент не се само дел од толпата кои го јадат тој леб со кој Исус направил чудо. Тие се тие кои стоеле до Исус, кои разговарале со Исус, кои правеле стратегија како да го нахранат тој народ 5000 луѓе. Тоа е, треба да имате менаџерски способности огромни за да го направите тоа. Како да ги нахранат тие луѓе? Тие се оние кои стоеле до Исус додека тој го прави чудото. Другите гледале на нив како оние кои имаат погласен статус. Можам само да замислам колку било многу јако да се чувствуваш многу јако да бидеш со Исус во тој момент. Затоа што тоа е огромна победа. Кога сите сваќаат дека чудо се случува, не виделе они магарење да растовараат леб. Едноставно леб се појавува од никаде и сите го јадат тој леб. Вика, сите го видоа чудото и почна да викаат. И ја би викал да видиш едно такво чудо. Во тој момент апостолите се победници поголеми од животот. Но честопати после најголемите победи доаѓаат најголемите бури.
И тоа, да ви кажам, го зборувам и од искуство. После најголемите победи, знае да дојат најголемите бури во животот. Најголемите предизвици во животот. Најголемите прашања кои ќе едноставно тешкоти во животот, да не може да се издишете. Дали понекогаш сте искусиле такви, како да кажам, муд свингови, промени на чувствата? Се чувствуваш топ и одеднаш си ужас. Едноставно се соочуваш со базични прашања со кои не си чувствувал дека ќе се соочиш, не си претпоставувал. Во еден момент се чувствуваш како да си на врвот на планината, победник, исполнет живот, исполнет фамилиарно, со пријатели, со ресурси, со што и да е, едноставно со задоволство, со мир во душата. И веќе следниот момент чувствуваш дека ти се распаѓа животот. Чувствуваш дека она за кое е базиш, кое е фундаментално во твојот живот, како да го нема. Како тлото под тебе да се руши. Понекогаш тоа се само некои како чувства кои доаѓаат и поминуваат. Има некои такви чувства. Но понекогаш тоа се чувства кои остануваат малку подолго време. И понекогаш не се трпат тие прашања. И едно од тие има две решени обично, но ќе дојдеме до тоа. Финто е кога ќе се најдеме во една таква ситуација, кога ќе се најдеме со такви чувства преплавени, веројатноста е голема дека нашиот живот или ние сме влегле во некаква транзиција. Во некаква транзиција која не е едноставна и не постои едноставна транзиција. Едноставна транзиција е состојба, е премин, процес на промена од една состојба во друга. Од една животна ситуација во друга животна ситуација. Понекогаш не сме ни свесни дека се наоѓаме во некаква животна транзиција. И затоа во животот има некаква бура. Затоа што одеднаш ќе се најдеш во тој премин и доаѓаш до прашањето, а што сега? Кај да појдам сега? Што да одлучам сега? Што е следно во животот? Јас по природа сум многу бавен и за себе си кажувам дека сум како дизелаш малце, малку побавно завлекувам во животот и така за себе кажувам дека јас уствари кога наполни 9 години разбрав дека и јас постојам. До 9-та година некако као вегетирав, отприлика као цвекенце. Кај ќе ме стават таму, се седам. Се сеќавам дека и баба ми кажуваше дека порасна со баба ми и прабаба ми и знаете на село кога се собираат жените под ова црницата таму во нашата малаше. Таму жените со столче од дома ќе седат и цел ден седат. Тоа се жени веќе кои не може да работат, го изработиле своето на полето и така натаму и сега веќе се пензионерки. Не се пензионерки, ама у пензија се. И цел ден се по дрвото. И баба ми вика, ќе те ставиме таму кај прабаба ти цел ден. Ама ништо не кажеш, само вака си гледаш, тоа е тоа. И отприлика тако бев јас. Мало детенце. Како и да е, некаде околу 9-та година, како што кажав, разбрав дека јас постојам како човек. И тоа се случи кога се преселивме со семејството од Македонија во Хрватска. И често пати го споделам тој пример, затоа што тој е еден многу важен момент во мојот живот. До 9-та година живеев во Македонија, во релативно мирно место, и одеднаш се селиме во Осијек, и бев во ново школо, со нови деца таму, и кога се најдов во тој клас таму, знаете, првите ден кога отидовме таму со мама и тато се уште во собата, кога отидов во класот, чувствував дека добив еден животен шамар, вака, и се расомив. Се разбудив да видам кај се наоѓам. И тогаш сватив дека постојам. Во тој момент јас не сваќав дека сум во некаква животна бура или во некаква животна транзиција, ако бев мал. После некое време, кога гледав наназад во животот, сватив дека сум бил во одредена бура, во одредена транзиција животна, иако тоа да не сум го ни знаел. И мислам дека често пати се случува и така во животот. Отеднаш се наоѓаш во еден ќорсокак, не знаеш на кај да фатиш, не знаеш што е работава, не знаеш зошто не знаеш на кај да фатиш. И сваќаш, кога ќе погледнеш во ретроспектива, окей, изгледа сум во некаква животна транзиција. Нешто ново се случи во мојот живот. Кај да појдам сега? Реално,
Тоа беше еден тежок момент во мојот живот кој стана како тригер за мене во животот. Секогаш дали беше преминот од Хрватска назад во Македонија, дали беше тоа од основно во средно, дали беше тоа од средно на факултет, дали друштво менување и така натаму. Секогаш кога имаше некоја таква транзиција, имаше еден тригер кај мене како тоа прво чувство кој го има во осек да едноставно се повлечам, да се оградам и искусуваш чувство на страв, осаменост, некоја заштита, се штити самиот себе си по секоја цена, затоа што не знаеш што може да дојде. И некои бури знаат да останат малку подолго во животот и да ни влијаат малку подолго во животот. Може да дојдеме до момент да изградиме ѕидови во стилот на ќе видат оние кои сум јас. Ќе видат оние кои сум јас. И тоа е исто уште еден вид на ѕид кој го градиме затоа што едноставно не сакаме да бидеме повредени. Страшен е тој момент да бидеме изложени на бурата, на тие елементите кои доаѓаат од таа бура. Ќе видат оние кои сум јас. И така натаму. Некои животни бури го маркираат нашиот живот малку подлабоко отколку што сакаме да го маркираат и се чини како да не престануваат. Интересно е дека некои работи во живот доаѓаат како во бранови. Таму мислиш дека ги нема, ја отишла бурата, едноставно доаѓа нов бран и те преплавува. И секој нов бран е малку потежок и малку потежок. Не знам во која животна бура, можеби каква животна бура го маркирала твојот личен живот, не знам. Може тоа да биде било што за мене тоа беше да кажеме во училиштето. Училиштето знае да биде страшно место. Посебно ако си малце изгубен, како ја што бев. Можеби некоја ситуација во семејството. Не знам каква бура сте имале во семејството која можеби во рана детска возраст, можеби малце покасно, едноставно го маркирала вашиот живот до толку што после влијае тоа понатаму на животот. Не тоа активно, не е тоа некоја активна рана која гледаме цело време во нашето срце, тука едноставно влијае, натежнува. И често пат има еден куп тригери кои едноставно не враќаат повторно на тој момент. Некои животни бури стануваат едни такви бури кои едноставно се како бура, голема бура која доаѓа на бранови. Едноставно тешко е да се ослободиме од тие бури. Можеби е нешто во твоето другарство. Може да биде сега се као ќе се смееме за таа работа, но тоа е било многу страшно. И во тој момент ние сме изградили некои ѕидови за кои сега не сме ни свесни. Може би во последно време, може би нешто на социјални медиуми да те маркираат, може да биде некој булинг, било што и да е. Некои бури едноставно се малку поголеми од оние муд свингови кои понекогаш ги искусуваме. Остануваат присутни во нашиот живот, едноставно не знаеш што да направиш. Тоа што е најлошо во цела ситуација е дека немаш избор. Немаш бурата, ако се најдеш во бурата, не можеш да стиснеш копчена за пауза и да кажеш чека сега да размислам како да продолжам понатаму. Едноставно минутите си врват, времето се ти можеш да продолжиш понатаму. Како што беа овој апостолите. Едноставно они мораше понатаму да продолжат да вестваат на некаде. Не може да чека да сопреме да видиме да направиме стратегија. Нема стратегија. Ти мораш да преживееш. Животот оди понатаму. Понекогаш, посебно гледајќи луѓето на Инстаграм, на Фејсбук, оно, се чини од страна како сите да им е животот тип-топ. Единствено ти се мачиш со некои работи. Единствено ти имаш проблем со одредени бури. Единствено ти имаш проблем со некои не знам, работи со кои се мачиш. Едноставно мораш да го одглумиш тоа, што сите го глумат. И се препушташ на стил на живот, не знам дали сте го слушнале, тоа на англиски функционира многу, fake it till you make it. Глуми додека тоа не стане реалност во твојот живот. Тоа е тоа. Ќе глумиш дека си самоуверен, ќе глумиш дека се е во ред, ќе глумиш дека немаш болка, ќе глумиш дека си отворен и така натаму. Fake it until you make it. Отприлика такво е чувството на транзициите во животот. Едноставно тешко е да се помине. Тоа е едно нелогодно чувство. Всушност апостолите во оваа приказна им беше малку полошо од мене, пошто за нив на вистина животот им беше во опасност. Не беше само чувство, бурата беше околу нив.
брановите ги потропуваа и беше страшно. Во бурата се, бурата е околу нив, они нема каде да продолжат. Мора да продолжат на таму каде што Исус им кажал да му веруваат. И прашањето е што е следно? Што да направиш следно? Кога ќе се најдеме во една таква животна ситуација, во таква животни бури, обично имаме две опции. Едната опција ја секогаш и за мене тоа е иста опција и можда се појавува во повеќе форми, но тоа е едната иста опција. Таа опција се вика галама. Се изложуваме на галама. Дали тоа ќе биде повеќе работа? Ќе се посветиш на повеќе работа. Ќе работиш повеќе, додека има работа и галама, не мислиш на другите прашања. Дали тоа ќе биде, што и да е тоа, може да биде, не знам, за некој е тоа социјални медиуми, зависно од социјални медиуми. Едноставно, кога си дома, ти не можеш да бидеш без екран. Мораш да скролаш константно, затоа што колку повеќе скролаш, толку повеќе паметот ти е тука и не мислиш на други работи. Дали тоа ќе биде видео, дали ќе биде некоја игричка. Верувајте ми, може смешно да звучи, но луѓе имаат прокси живот и прокси работа преку такви работи. Игра некоја игра, толку посветено, што преку играта го реализира успехот во животот. Не дека тоа свесно го прави, но задоволството е тука. Кој ќе уште еден левел кој ќе освоиш, уште една територија да освоиш. Чудно е. Се правиш само да бидеш изложен во галамата на животот. Што и да е тоа? Дали тоа, не знам што и да е тоа во вашиот живот. За секој е посебно. За секој е посебно. Проблемот со галамата е што во моментов дава подобри чувства, во моментов. Но галамата има еден обичај да ја снема и да се појави тишината. И секогаш кога ќе се појави тишината, прашањата стануваат погласни. Едноставно крикот на тие животни бури стануваат погласни. Ако се неадресирани, стануваат погласни и погласни и погласни. Додека не викаат толку силно што не можеш веќе ни со галама да ги заќутиш. Другата опција, јас верувам дека постои две опции. Едната опција е галама и се појавува во многу форми. Другата опција е да се соочиш со тие прашања и без било каков страв тие прашања да ги фрлиш врз Исус. Една од замките кои Сатаната ги користи, посебно за тие луѓе кои веруваат, кои имаат вера во Исус, кои едноставно го сакаат Исус, го сакаат Бог, сакаат својот живот да го посветат на Бог и така натаму. Една од тие замки кои ѓаволот ги користи е дека ти не смееш да му пристапиш на Бог ако не си тип-топ. Ако не си тип-топ, не смееш да му пристапиш на Бог. Кога ќе бидеш тип-топ, тогаш ќе дојдеш од црква. Тогаш ќе му пристапиш на Бог. Тогаш ќе бидеш прифатен. Тогаш ќе бидеш доволно добар за да можеш да кажеш 2-3 збора пред Бог. Тоа е една од замките кои ги користи Сатаната. Понекогаш мислиме дека прашањата со кои се соочуваме, дека ако му ги кажеме на Исус во молитва на Бог, имаме чувство дека Бог ќе изреагира вака. Па не го очекував тоа од тебе. Отприлика такво чувство имаме. Само да ве потсетам дека прва работа, Бог не се плаши од нашите прашања, какви да се тие прашања. Може би најгрозното, најгрдото прашање кое постои во твојот живот. Бог не се плаши од тие прашања. Втора работа. Тоа што Светото Писмо не уверува е дека не постои искушение во животот со кое ти си се соочил, а Исус да не се соочил со тоа искушение. Не зборам само за тие некои искушенија на го посрамотија а он остана цврсто на своето уверување. Не зборам за такво искушение. Зборам за најгрдите искушенија, најтајните искушенија со кои се соочуваш, со најонака прикривните искушенија со кои се соочуваш, со сите тие искушенија, Светото Писмо вика дека се соочил Исус. Со сите до едно. Така да секогаш кога се молиме и кога знаеме дека Исус не разбира, тој не разбира само рационално. Исус не разбира само рационално. Исус не разбира искуствено. И тоа ми е толку драго да го знам. Дека кога се мола на мојот Бог, дека мојот Бог не е тоа едно возвишено битие кој се знае, кој е толку оддалечен од мојата грешност, што не може ќе ме разбере рационално, затоа што он се знае,
Ама искуство не може да знае како да се биде жив. Тоа не е случајот со нашиот Бог. Затоа Исус беше еден од нас. Тој искуси се што сме искусили ние. И кога јас му се молам, и кога му кажам што искусувам, тој искуствено разбира ни што поминува. И тоа ми е огромна утеха. Другата опција е сите тие прашања да ги фрлиме на него, знаејќи дека тој не разбира. И не само тоа. Треба да очекуваме одговор од него не затоа што јас знам да поставам добри прашања, туку затоа што тој вети дека ќе биде тука и ќе одговори на тие прашања. Има некои мали детали во приказната што читавме, кои откриваат што прави Бог. Што прави Бог кога ние се наоѓаме во нашите животни бури? Што прави Бог? И тоа е многу важно прашање. Прва работа која можеме да ја забележиме во текстот е дека Исус, додека учениците беа во таа бура во која се наоѓа, Исус беше на планината и што правеше? Тој се молеше. Исус се молеше. Апостол Павле на едно место ќе ни каже дека Исус е единствениот наш посредник или застапник пред Бога. Исус е нашиот апостол во Евреите ќе пишува на едно друго место дека Исус е нашиот првосвештеник. Првосвештеникот во тој израелски контекст е посредникот помеѓу луѓето и Бог. Тој е оној кој се застапува за луѓето. Тој е оној кој стои помеѓу луѓето и Бог. Тој е оној кој се моли за простување за целиот народ. Тој е оној кој ја принесува таа жртва и кој на некој начин го отвара патот на луѓето да му пристапат на Бог. Исус е нашиот застапник во молитва. Исус е нашиот посредник. Исус е нашиот првосвештеник кој го отвара тој пат да ние може да му пристапиме на Бог. Исус во овој случај се молеше додека тие се борат. Кога се соочува со тие невојди со кои се соочува. Исус не само што не гледал далеку, тој е активен во таа духовна борба со која се соочуваме и тој се бори за нас во молитва. Секогаш кога ќе се почувствуваш осамен, како и апостолите во тоа чамче во кое се наоѓале, тие не може да го видат Исус. Но Исус ги гледаше и тој беше на планината и се молеше во тој момент. Тоа е првата работа која може да видиме за Исус, дека тој во сред бура тој се моли. Втора работа во текстот пишува дека ги гледаше како се мачат затоа што ветерот дуваше спротивно на нив. Исус на некој начин ги гледа како се мачат. Дури кога Исус нас само не гледа, тоа не е безцелна работа. Зошто? Секогаш кога се појавуваат животните бури, секогаш ќе бидеме предизвикани да попуштиме на притисокот. Животот понекогаш, посебно животот на оној кој верува вистински во Бог, животот се чувствува како да цело време чекориш спротивно на течението на реката. Не знам дали сте поминувале некоја река некојаш. Јас се сеќавам кога еднаш со дедо ми бев на риби и го поминувавме Вардар и не знам зошто зема едно јаже и се врзавме сите и јас не го сваќав тоа зошто е така. Кога почнав да одам во реката, сватив зошто е тоа така. Затоа што ако еден реката го однесе, другите да го задржат. Со други зборови, течението на реката е многу силно и константно и без не ти дава одмор. Отприлика животот на христијанинот е контракултуролошки и е спротивен на течението. И понекогаш се чувствуваш така. Понекогаш се чувствуваш дека полесно ќе биде да се препушиш на течението, па што биде нека биде. Понекогаш се чувствуваш не можам веќе. Едноставно ветерот е спротивен. Секогаш кога непријателот напаѓа, доаѓа со еден таков притисок, со текот на животот. И сака се обидува да те извади од таа позиција каде што стоиш цврсто. Едноставно чувствуваш дека може би полесно ако се откажеш од таа борба. Може би ќе биде полесно ако престанам толку да читам Библија. Може убаво ќе биде малку пауза на црква да станам. Може ќе биде малку полесно да престанам да служам затоа што едноставно притисокот е силен. Може ќе биде малку побово да застанам малце. Премногу христијанин станав.
може малце да олабава. Притисокот ќе попушти малце. Поентава е, ако се препуштиш на брановите и не се бориш со брановите во таа бура, ако се препуштиш, во одреден момент чамчето ќе се или ќе се наполни со вода или ќе биде прекршено од тие бранови. И нема спас. Додека ако се препуштиш нема спас. Има една работа која не смееме да забораваме. Можеби кога брановите ќе не преплават, ние не можеме да го видиме Исус во тие бранови. Наставно е тешко да се види било што во тие бранови. Само треба да знаеме дека тој нас не гледа, затоа што е на планината, тој веќе има некоја позиција од високо и гледа точно кај се наоѓаме во бурата. И не само што гледа кај се наоѓаме во бурата, тој знае да дојде точно на време, тогаш кога треба да дојде. И тој тоа го прави. Една од најлошите работи во целата приказна е како прво се чини како Исус да го нема никаде, они се борат. Прво, он им кажа да одат на другата страна, и ако е Бог кој се знае, зошто им го кажал тоа? Нели знаеше дека ќе има бура? Прва работа. Тоа е едно од тие животни прашања со кои ќе се соочиме. Ако Бог знае дека таму има бура, зошто ми кажа да отидам натаму? Верувам дека такви прашања имали и апостолите. Прво, Исус го нема никаде на видикот. И од перспективата на Петар и на Јован и на сите тие кои биле таму во чамчето, се чини како да Исус воопшто не е заинтересиран за тоа што се случува. Тие се мачат, а он ги гледа. Во другата приказна која спомнува во 4 глава, повторно има бура, и Исус е со нив во бродчето, само што таму додека бурата лом прави, Исус спие. Јас искрено да бидам, не знам што е полошо. Дали да е Исус тука, дали Исус го нема никаде, има бура, или Исус е тука во бродот, а спие додека има бура. Не знам што е полошо. Мислам дека полесно е да знам дека го нема тука, барем не ме иритира затоа што спие. Сте имале такви ситуации? Кога ти се утепаш од работа, а некој друг само си си ужива, бурата, лом прави околу тебе, а Исус спие во твојот живот. Што е поентава? Прашањето зошто апостолите и евангелистите имаат запишано таа приказна повеќе пати, тоест зошто од сите тие работи кои се случиле со Исус, тие одлучиле да ја запишат таа бура. Иначе, врвот на приказната не е одењето по вода, колку и тоа величествено да изгледа. Многу е интересно да се види како некој оди по водата. Тоа не е врвот на приказната. Колку и јако да изгледа тоа. Одењето по вода служеше за една друга цел. Кога Исус доаѓа, он не доаѓа само да не воодушеви, да го искусиме, искуствено. Тој не доаѓа само да ни покаже дека може он да оди по вода, иако тој изгледа навистина прекрасно да се искуси. Не доаѓа дури и само да го смири морето, иако тоа е многу важно. Он најпрви доаѓа и најважно зошто доаѓа во бурата е да се открие пред тебе кој е он први. Тоа е најважната работа. Тој доаѓа први да ти се открие на тебе кој е он. Да го запознаеш подобро, да видиш кој е он, затоа што таа бура, сега која моментално ти се чини дека животот ти виси на конец во таа бура, може и нема да е најстрашната бура со која ќе се соочиш во животот. Исус доаѓа да се објави први да видиш кој е он. Е првата работа и најважната која тој ја прави. Чудота сами по себе не се цел. Исус е самата цел на ова чудо. Врвот на приказната, ако ја читаме приказната тоа што треба, е јас сум. Не плашете се. Јас сум. Не плашете се. Јас сум беше името со кое Господ му се представи на Мојсей, кога му се објави во земјата Харан. И јас сум беше доволно име, доволно представување на Бог, да го прати Мојсей во една од најлудите мисии кои постоеле во тогашно време, а тој да го избави израелскиот народ од робството. Јас сум беше сосема доволно. Јас сум
беше одговор на сите тие предизвици со кои ќе се соочи Мојсей, на сите тие проблеми кои ќе дојдат попат, на сите бури кои ќе се случат во пустината и за сите идни бури кои ќе се случат во морето. Јас сум е доволниот одговор. Пред Исус да ги реши нашите проблеми, Он најпрвен сака на нас да ни се открие. Кога ќе погледнеме на Него, не дека бурите ќе ги снема во животот, но кога ќе погледнеме на Него и кога ќе знаеме кој е Тој, секоја позиција во животот станува место на мир и сигурност, затоа што Он е со нас. Да бидеме сега малце онака, да поставиме вистински прашања за нашиот живот, да се соочиме малце со она со кој ние се соочуваме во животот. Можеби некој од вас се наоѓа во некаква бура сега во овој момент во животот, не знам. Можеби некој сега оваа недела, можеби некаков климакс на некаква животна бура.